пожарот кој пред 4 дена се појави на сртот на планината Галичица од албанска страна, за жал се уште гори. Во текот на ноќта е префрлен и на наша македонска страна, иако делови од пожарот и претходно влегуваа на наша страна. Карактеристично за овој пожар е тоа што во овие 4 дена се слушнати вкупно околу 20 експлозии кои што се предизвикани од неексплодирани мини, гранати, остатоци, најверојатно од Првата светска војна, бидејќи на овој потек се наоѓал и дел од фронтот. Овие гранати ја загрозуваат безбедноста и на воздухопловите, но и на лицата кои што би учествувале во гаснењето на пожарот, поради што состојбата е исклучително чувствителна. Во овој момент гори само сува трева и ниска вегетација и во зависност од правецот на ветрот, кој што повремено се менува, во овој момент пожарот не се движи брзо кон пошумениот дел, односно во насока на Охридското и на Преспанското езеро. Овој пожар во овој момент делува наивно, не е сериозен, но истиот, доколку навлезе во шумата, може да предизвика голема штета врз посебно шумата од Националниот парк Галичица, поради што главниот штаб ги прави сите напори да најде соодветен начин за совладување и гаснење на пожарот, без при тоа да се изложат на опасност животите на членовите на посадата на хеликоптерите и животите на луѓето кои што ќе учествуваат во гаснењето на пожарот. Многу поголем пожар на ова подрачје имаше во 2007 година и во тој период исто така, додека беснел пожарот, дошло до повеќе силни експлозии и дел од неексплодираните мини и гранати кои што се наоѓаат на овој потек во тој период се активирани, но ние со сигурност не можеме да тврдиме, овие се информации од надлежните институции во овој регион, не можеме со сигурност да тврдиме дека на овој потек, на местото каде што во 2007 година горел пожарот, и денес нема неексплодирани експлозивни направи. Дури на одредени места постои опасност во некои ровови да имаме повеќе десетици, па можеби и стотини и повеќе гранати или други експлозивни направи, и при појава на експлозија истата може да биде многу силна и да предизвика загрозеност во малку подалеку отколку кога би експлодирала само една граната или мина. Цело време повторуваме дека безбедноста на луѓето ни е на прво место, истото начело не води и сега, доколку пожарот остане со вакво темпо, тој можеби и поради заладувањето за неколку степени во тоа подрачје, се работи за надморска височина од над 2000 метри, може да дојде до негово загаснување, а утре рано наутро прецизно ќе определиме во периодот кога ќе пред да дојде во шумата, каде што предпоставуваме дека нема вакви експлозивни направи, и овде ќе поставиме еден кордон од пред се од луѓето од Националниот парк Галичица, но и од територијалната противпожарна единица, по потреба од Дирекцијата за заштита и спасување, кои што овде ќе се обидат да го совладат пожарот пред истиот да навлезе во шумата. Воедно размислуваме за ангажман на екипа на Дирекцијата за заштита и спасување, која што би извршила испитување на теренот на еден поширок појас над шумата, и доколку се утврди дека таму нема неексплодирани експлозивни направи, овде би можеле да направиме тампон зона каде што пожарот би бил сопрен. Од безбедносни причини не препорачуваме искачување на врвот Магаро, како и движење во околината на врвот. Врвот е безбеден, но оному каде што гори, во било кој момент може да се појави експлозија. Шансите за појава на експлозија се навистина мали, но ние сакаме безбедноста на планинарите и на граѓаните кои што се движат во ова подрачје да ставиме на прво место, затоа препорачуваме да нема никакво движење во овој регион. Од албанска страна не е преземено се уште ништо. Ние стапивме во комуникација со нивната дирекција за противпожарна заштита, со која што имаме регионална соработка во последниот период. Во текот на зимските месеци јас бев во работна посета на Албанија и од нивна страна е пуштена една екипа од неколку луѓе кои што би интервенирале, но од албанска страна во долниот дел и нема таква шума како што имаме од наша страна. Особено во делот во насока на Преспанското езеро, каде што имаме шума од смрека која што е лесно запалива и лесно согорлива и тешка за гаснење. Доколку имате прашања, повелете.
за сега не се планира значи власно да се види во речено случај преминете на Во овој момент нема неопходна потреба, гасиц гори само треба. Постои можност, ние имаме контрадикторни информации, ги следиме неколку метеоролошки станици и информациите се малку различни, бидејќи во Охрид денес заврна дожд, кој што сепак не е доволен да изгасне пожар, но конкретно на ова место очекуваме нова информација, бидејќи во овој момент информацијата дека дошли на врвот и околината каде што гори пожарот дошт нема да падне. Значи во овој момент пожарот не прави некаква штета затоа што гори трева која што брзо ќе се обнови. Индициите кои што ги имаме е дека пожарот е намерно запален од албанска страна. Тоа го прават редовно лицата кои што напасуваат добиток заради освежување на пасиштата. Хеликоптерите во овој момент не смееме да ги ангажираме да действуваат затоа што се работи за голема висока надморска височина од околу 2200 метри, самиот срт е околу 2200 метри надморска височина. Тоа е отежнато летањето на хеликоптерите кои што треба да се спуштат до Охридското езеро, да наполнат и повторно да се дигнат на таа височина, ќе бидат многу спори и најважниот момент безбедноста на членовите на посадата, која што не можеме да ја гарантираме и не сакаме да ги изложиме на никаков ризик. Кога пожарот ќе се спушти кон шумата, се работи за подршје на кое што немаме информации за експлозивни направи, за безбеден појас, каде што можеме да размислуваме за употреба на хеликоптерите. Ви благодарам.